Добар ден, ова е уште една епизода од подкастот на Македонската асоциација на гинеколози и обстетричари во соработка со Македонското лекарско друштво, кое што опфаќа интересни теми од значење за сите жени, односно за сите пациенти во Македонија, каде разговараме со врвни експерти од определени области. Во ова епизода сега фактички ќе обработиме темата околу цервикалниот карцином, гинеколошките карциноми кои се, да кажеме, најчести и кај нас со години веќе се зборува многу на оваа тема, но секогаш може да се чуе многу интересни и нови работи, а и можеби да добиеме соодветно објаснување за некои од веќе познатите. Денешен гостин е професор доктор Горан Димитров, експерт посебно од областа на цервикалната патологија и колпоскопијата, и ќе поразговараме за темата за цервикален карцином. Добро дојде. Благодарам, многу голема благодарност за поканата до Маго и до професор доктор Тофовски. И јас мислам дека овие подкасти се многу добра работа за широката популација да дознае за многу стручни работи од гинекологијата и акушерството на еден пристапен начин. Па целта на ова е и малце и нашите колеги да си го апдетираат, да кажеме, знаењето, малце како континуирана медицинска едукација, меѓутоа пред се пациентите да можат да добијат една вака општа популарна информација за сериозните работи кои што допираат до гинекологијата и акушерството. Првото прашање би било дали ракот на грлото на матката се уште представува актуелен проблем во Македонија и какви се состојбите, да кажеме, веќе променети можеби во светот. Ракот на грлото на матката представува проблем. Ми кажуваат дека податоците кои што се во последната декада, дека се проблем практички на ниско развиените и средно развиените земји. Ако се каже дека од целата инциденца на ракот на грлото на матката, дури 70 до 80% идат на тие неразвиени земји, тогаш нашата инциденца која што се движи некаде во последната декада од најниските 14-16 во некоја година до 26 на 100.000 жени, минатата година бил 20 на 100.000 жени. Тоа значи имало 20 случаи на инвазивен рак на грлото на матката, а дупло повеќе преканцерози, значи предракови состојби, што е добро, затоа што се откриваат во рана форма и не можеме да направиме некоја споредба заради различните години, меѓутоа можеме добро да кажеме да се споредиме со многу застапеноста со големите инциденции кои што ги има во Африка и во Источна Азија, како например достигање на инциденции од 62 наспроти нашите 20, 78 има, а да ги споредиме со финските или словенечките 3 или 4 случаева на 100.000 жени кои што се перфектни. Добро, како ќе го објасните? Ние имаме тенденција со години нашево здравство и земјата да се придвижиме кон тие текови на западноевропските земји. Дали има скрининг програма, дали таа функционира, зошто се уште имаме релативно голема бројка на заболени, па и предракови состојби од карцином на грлото на матката? Значи, во текот на првата и втората декада на 21. век, сознанијата не само научни, обработени на некој начин епидемиолошки, статистички, доаѓаат до тоа сознание дека прво првата превенција, значи која што била позната и откриена во 20-тите години на минатиот век, на 20-тиот век, а тоа е присод по Папа Николау, постепено почнува да станува неефикасен, не толку сензитивен, и дури некои од научниците кои што се самите цитолози кажуваат дека тој постепено станува од триумф, затоа што довел до намалување на инциденцата на ракот на грлото на матката во текот на 50-тите, 60-тите, 70-тите години на 20-тиот век, меѓутоа веќе почнува да станува трагедија. Зошто? Затоа што нови методи кои што веќе почнуваат да се развиваат, значи и откриени се некаде во 80-тите, 90-тите, како што се да кажеме ДНК откривањето, тестирањето, сите тие методи кои што се многу високо сензитивни,
и сознанието дека хуманиот папилома вирус го предизвикува ракот, доведува до тоа да како на прво место во сите студии докажано дека ХПВ тестирањето е подобро. Да резимираме за нашите гледачи. Значи, всушност предизвикувач на цервикалниот карцином е ХПВ инфекцијата од високоризичните типови. Има многу ХПВ типови, да не се плашат од сите, него овие високоризични типови. Да. Тие онкогени или високоризични типови можеме да ги искажеме на еден визуелен начин, значи на еден статистички начин, со тоа што кажуваме дека 16 и 18 типот предизвикуваат 70% од ракот на грлото на матката, а уште додатни 5 типа ги предизвикуваат додатните 22, така да 92% се предизвикани од 7 типови на ХПВ кои што ја напаѓаат така наречена аногенитална регија. Бидејќи има многу типови. Има до последното сознание дека има 218 видови на типови, од кои што негде отприлike околу 30-40 ја напаѓаат оваа аногенитална регија, а од тие само 18 се сметаат за онкогени, тоа е за високоризични. Не. Ама сепак, нели, кога разговараме за гинеколошкиве карциноми, цервикалниот сепак има метода за скрининг, дали била таа ПАП или била ХПВ типизација, за разлика, например, од другиве, како би направиле ви една компарација со овариален, со ендометриален карцином, кај што реално немаме ваков тест што би бил скрининг. Да, значи тоа е во историјата на медицината означен како можда еден пример на не само на онкогенеза, значи на како еден рак настанува, него исто така како пример на прв скрининг тест кој што е во историјата на медицината, бидејќи Папа Николау, докторот, имигрантот од Грција кој што дошол во 20-тите во Америка, сосема случајно, не со четкица, не со бриз, него земал со пумпица вагинален секрет, го ставил тоа на стакленце и видел дека кај некои жени тие клетки се разликуваат, дека не се истите клетки како, например, кај другите 90-95% од жени кои што зимал. И така постепено дошол до сознание со неговиот начин на боење, значи тој така се вика по Папа Николау, дека некои клетки се практички пред ракови форми на ракот на грлото на матката. И му требало уште 20-30 години сето тоа да се испопуларизира, да заедно напише со еден од американските доктори книга, тоа е тек 45-67 година, и да првиот скрининг биде во Америка, во нордиските земји на почетокот на 50-тите години, од кога се гледа дека кривата на појавата на ракот на грлото на матката постепено почнува да опаѓа до некое ниво. И се повторно да кажем, за разлика од останапите типови на карциноми гинеколошки, повторно овде имаме ние откривање всушност дека е вирус тој што предизвикува. До пред 30 на години не се знаеше, се знае само ризик факторите, промискуитет, рано почнување со сексуални односи, значи имање повеќе сексуални партнери, присуство на разни инфекции, как се водеа како фактори ризик, додека на крај ден научник не откри всушност дека се работи за вирусна инфекција како предизвикувач. Да, додека не дојде до тие објавувања на професорот Сурхаузен 74 и 76 дека практички хуманиот папилома вирус е правиот причинител кој што после негова зараза и перзистентност на таа зараза, значи мора да постои некое време со кој што инфекцијата ќе перзистира во аногениталната регија, за да со помошта на некои кофактори, значи нешто му помага на него да предизвика од предракова состојба да предизвика рак. Сега, кога веќе тоа се дознава, веќе кога и се усовршуваат методите на откривањето на ХПВ-то, тоа е веќе малце покасно во почетокот на 90-тите, кога се полека почнува да се повеќе да се употребува и оваа метода која што откриваат за ДНК тестирање полимераза chain reaction или верижната реакција,
се почнува и поевтинувањето на тестовите за откривањето на ХПВ. Кога веќе почнува и тоа така наречено генотипизирање, и кога се сваќа, се прават големи студии дека одредени типови се негде присутни, некаде се помалку присутни, и дека тие се оние кои што го предизвикуваат ракот на грлото на матката, почнуваат еден вид на студии кои што не се чисто експериментално биолошки, него се статистички. И доаѓа до заклучок дека, само пример ќе дам за најчестите, дека од 4 жени кои што се заразени со тип 16, една има сигурно или предракова висок степен на ризика лезија, значи цин 2, цин 3, или рак. Што значи дека тоа е голема статистичка сигнификантност. Второ, една заразена со 18 типот, од 9 жени има исто така, значи цин 2 плюс, така го викаме ние. Од цин 2, цин 3... Статистички овој метод е по-прецизен од ПАП тестот. А што всушност значи тоа ве прашуваат и пациентите? Што е тоа ко-тестирање? Што се појавува? Ко-тестирањето е еден вид на превод кој што додека беше скапо ХПВ тестирањето, се употребуваше и доведе до тоа да се практички да се доведе откривањето до еден вид на многу поголемо, како да кажам, перфекционизирање на откривањето. Заради тоа што ако случајно немаме големо перзистирање на ХПВ, а жената е позитивна на ХПВ, значи тој е свежо стегнат, тогаш папот ќе биде секако негативен. Нема да има промена на клетките. Меѓутоа, ако котестирањето е позитивно, тогаш знаеме дека ние со голема сигурност се работи за преканцероза или некогаш во некои случаи рак. Или, обратно, тоа се така наречените студии кои што се направени во Америка и во Шведска, да се проверат двете методи, значи ПАПот и ХПВ тестирањето, во така наречената студија на Норден Кајзер перманенте болниците, тоа се верига на болници во Америка, кое што е огромна студија, се смета дека едно од најголемите можда во хуманата медицина, на 1.080.000 проспективно следени жени со ПАП и со ХПВ тест, утврдено е за жал дека 1/3 од ракот на грлото на матката во Америка, кој што доаѓа, е заради тоа што папот е погрешен, затоа што е лажно негативен. А у Шведска 1/4, заштото што они имаат сепак поусовршен цитолошки систем, кој што сепак открива повеќе. Меѓутоа, 1/4 Шведска и 1/3 во САД, тоа е голема трагедија, затоа што да сметаме со случаи кои што ги имаат они, сигурно тоа се илјадници жени кои што заради грешката на папот практички доаѓа до инвазивен карцином. И за жал, тоа и ние сме сведоци. Во последните години жени кои што доаѓаат со инвазивен, јас можам да кажам дека во минатата година од 4 од пациентките кои што ги имаме оперирано на нашето одделение се со негативен ПАП, а не направиле ХПВ тестирање. Чисто за дообјаснување за гледачите, фактички има една еволуција на промените што предходат на самиот инвазивен карцином, од лесни до промени од повисок степен, па потоа имаме карцином ин ситу и имаме фактички тој спаѓа во тие високо, да кажам, градираните, и на крај имаме инвазивен карцином. Лажно негативно значи дека вие устари имате промени некакви си, меѓутоа тие не се видени на ПАП тестот. И фактички вие мислите дека сте здрави, а всушност... Ако се каже така не се видени, тогаш секогаш тоа во минатото било, и заради тоа најчесто и цитолозите, значи патолози, цитолози, се бунеле заради тоа што сакат да ја оправдаат методата што ќе ја работат. Меѓутоа, не е тука толку човечкиот фактор. Зашто? Тоа е субјективна метода. Секако, значи човечкиот фактор игрува. Меѓутоа, и самата метода е таква да не е
толку многу Да, и сензитивна. во самото зимање на бриз Да. може да не се опфатат тие клетки што се... Точно, тоа не е кривица ни на гинекологот, не е кривица ни на Така, патологот. тоа е грешка во самата метода. Меѓутоа да Грешка. разјасниме дека лажно негативни ви зима докторот бриз, ви одите дома, он вика све е во ред со вашиот бриз, меѓутоа уствари не се земени тие клетки. На следното доаѓање по година 2-3 зима бриз и веќе имаме појава на карцином. Да, сега А лажно позитивни би биле оние кај што имаме присуство нели на определени клетки, сега жената се плаши, имам некакви си промени, цин 1, цин 2, она, а всушност таја нема ништо. Значи овие лажно негативните се малце прогностички полоши затоа што тука уствари ние го испуштаме оној период кога со помала интервенција би можело многу да и се помогне на жената, да не дојде во Точно потешка така, фаза. дури еден од големите цитолози на 20 век, Леополд Колс, професорот од Њу Йорк, он е тој кој што кажа дека Папа Николаот треба више да стане историја и дека тоа еднашка било триумф, сега е трагедија. Кажува една многу добра реченица без да навреди својата струка, да си ја навреди, затоа што он е најголем цитолог, така е, на тие времења. Он кажува, знаете, лажен негативен, без разлика кој човек, која лабораторија, кој експерт доктор го гледа, дека од Мајами до Токио е некаде 30 до 40%. Значи, грешката е 30 до 40%. Баш од овие причини, затоа што се дозна и кој е причинителот на цервикалниот карцином, медицината отиде еден чекор понапред. Всушност, ова до сега што го зборувавме беше за раното откривање на овие лези, меѓутоа медицината отиде уште еден чекор понапред, што имаше огромни тимови научници кои работеа на тоа да се дојдеме уште еден степен понапред, да се добие примарната превенција, фактички да се добие ХПВ вакцината, за која што сакам сега малку да позборуваме, која што всушност е прва од типовите на вакцини, она е антивирусна како и другите вакцини кои што се даваат во детската возраст, меѓутоа оваа всушност влијае на како последица појавата на карциномот, значи не влијае на предизвикување на определена болест, како што еве сега имаме пертузис, морбили и така натака, меѓутоа ова го превенира појавувањето на карциномот и тоа не само во цервикалниот карцином, него на сите карциноми, како што рековте, во аногениталната, па дури орофарингеалната регија. Може ли малку да ни подобјасните околу тој процес на настанување на вакцините и што всушност каков ефект би се добило со тоа? ХПВ вакцината ја сметаат за откритие на 21 век. Иако првата студија, предмаркетиншка студија започната во 1999 година, а незиното одобрување од Бирото за храна и лекови беше во јуни 2006 година, од кога ние сметаме дека таа почнува да се дава на само на девојчиња во тоа време, на 12 годишни, некаде во некои земји од 9 до 14, меѓутоа воспоставена е таа возраст дека треба да се дава на 12 годишни. Како е дојдено до таа вакцина? До таа вакцина е дојдена со сите овие методи кои што биле за откривањето на ХПВ. Најголемата заслуга е нормално на Сурхаузен, кој што тек во 2008 доби Нобелова награда. Меѓутоа, работата е дека и други научници кои што од Универзитетот во Рочестер, кои што направива еден вид на вирус-like particle, што значи тоа делче од протеин, кој што е земен од еден вид на габа, е формиран така да личи на обвивката на хуманиот папилома вирус. И практички кога ќе се инектира тој во организмот, кога ќе се доведе во организмот, имунолошкиот систем веднаш делува во одбрана, меѓутоа тоа не е инфекција. Тоа е само еден дел, едно парче протеин кој што ние сме стално во контакт со тие габи, значи од раѓање па се до умирање сме и тие се некаде се убиквитарни коменсали, значи не предизвикуваат никакви проблеми во организмот на човекот, иако некаде и предизвикуваат и болест. Меѓутоа, убавината на пронајдокот на вакцината е тоа што тука се работи за протеин, значи кој што личи на вирусот и е многу не представува средство кое што предизвикува алергија.
Значи, еве, анафилактички шокови од вакцината од ХПВ не се регистрираат. У овие сите системи кои што се за следење на безбедност на вакцината, како што е еден од најголемиот VAERS во Америка, тоа е Vaccine Adverse Effect Reporting System, нема пријавено, еве, ја секогаш ги збунувам кога ќе им кажам, знаете, нема регистрирано ни еден смртен случај и сите се зачудуваат зашто збориме за смртни случаи. Зошто? Затоа што секој медикамент вбризган представува првиот пат кога ќе се вбризга во, речеме, во историската наука, е дека ќе предизвика некоја алергиска реакција. Например, пеницилинот. Пеницилинот, откако е измислен и до сега, како што се употребува, се уште се употребува и во Америка. И они репортираат, значи известуваат дека од 1 милион дози на ампули на пеницилин, на вбризгување, 4 умира во Америка. А овде нема. Овде се дадени преку до сега преку 250 милиони дози, нема ни еден репортиран смртен случај. Нема репортирано никакви други пропратни болести. Се шпекулираше со некои синдроми како што Гилијан-Баре синдромот и останати, меѓутоа со огромниот број на дадени вакцини се докажа дека во кохортата на вакцинирани бројот е ист на Гилијан-Баре синдрома. Значи, дали тоа девиче ќе прими вакцина или не, значи таа секако ќе биде во статистичкиот број на тој синдром. Значи не е причината вакцината. Да. Потоа голем број на, да кажеме, ние ги викаме во овие кога не изучуваат како да се бориме против антивакциналните групи, секогаш не изучуваат дека тие вештачки направени скандали од страна на антивакциналните се тотално нелогични. Например, не може една девојка која што примила вакцина пред, да кажеме, 12-14 месеци, а при тоа е регистрирано, за жал, на млади, на толку млади години е адикт, вози точак на ивицата од реката, паѓа од мостот и умира доле, значи во реката се дави, дека причината за тоа е практички вакцината која што е примила пред 12-14 месеци. Значи, тие сите такви случаи кои што се фингирани, кои што се невистинити, отпаѓаат во борбата на антиваксерите за да не се примат. Значи се работи за исклучително безбедна вакцина што е дадена во милионски, значи дози и има исклучително мали нус ефекти, нели нормално, некојаш на црвенило околу раката, болка кај што е инјектирана вакцината, меѓутоа посериозни состојби компарирано со групата на невакцинирани, значи тоа е споредбата што ја правиме, фактички нема никакви отстапки, нема поголеми бројки, не се присатни. Прво вакцините, како беа првите состави на вакцините фактички, нешто двовалентна, 4-валентна, 9-валентна се? Да, прво се почна со 4-валентна и двовалентна од два произведувачи, потоа постепено почна да опаѓа интересот, веројатно и престана со производство за двовалентната и дојде 9-валентната, која што покрива 7 онкогени, значи и 2 нискоризични кои што предизвикуваат брадавици, кои што се исто така бенигна болест, меѓутоа представуваат не само здравствен, него и социјален проблем. Зошто? Затоа што парите што се даваат за лечењето, ние немаме точни податоци, зошто? Тоа е убава реченица од еден од нашите колеги, вика, нивната име во голем број од народите е срамни брадавички. Значи, тие што ги имаат, дали жената, дали мажот, се срамат од тоа што имаат брадавици. Меѓутоа, од Хипократ се наречени љубовни брадавички. Зашто? Затоа што ХПВ-то што ги предизвикува, тоа најчесто тие неонкогените 6 и 11 се практички најчесто ХПВ е најчестата сексуално пренослива болест. Нема поголемо, она е на прво место. Значи ХПВ-то и ХПВ типовите всушност, нели, има и други типови, но тоа се хуман папилома вирус, значи хуман човечки, има и други животински видови имаат папилома вируси, се
да кажеме, еве, низ развојот на медицината, докажани како причинители за карциномот, докажани како причинители за кондиломи, за брадавичките кои се појавуваат, и сега полека доаѓаме до тоа дека тие се детектираат во рана фаза, се третираат во рана фаза со разни методи, кои може да ги спомнеме после, кои се методите што се третираат, или во подоцнежна фаза со порадикални операции. Меѓутоа сега одиме чекор понапред да го предухитриме на некој начин, да го HPV вирусот, всушност да овозможиме новите генерации сега што ќе дојдат да се вакцинираат и да на некој начин тие ќе станат отпорни према HPV, може ли да го добијат или ќе го добијат па ќе го се излечат, како е функционирањето во тој поглед со вакцината? Па сега за сега, како што стојат податоците се многу охрабрувачки. Значи, самата крива на силината, значи на имунодженесити, значи на имуногеноста на вакцината е одлична. Таа е 10 до 12 пати појака од природниот имунитет. Значи, имаме жена која што се заразила од тип 16, значи природно, најчесто е, значи рековме сексуален однос, у 97,5% од случаевите, и имаме жена која што примила вакцина 16. Тука јачината на имунитетот кај оваа која што примила вакцина е 10 до 12 пати посилен, значи кривата. А кривата многу малку опаѓа, да ја викаме експоненционално опаѓа. Еве, 1999, да кажеме, како пред маркетичките студии која биле, прва, еве сега сме 25 години и гледаме според некои мерила на антителата дека имунитетот на овие кои што биле од тоа вакцинирани дека уште не им опаѓа. Дури се смета дека како за бројни останати вакцини дека нема да има потреба од бустер доза, значи доза на појачување, и дека се смета дека ќе биде тоа lifetime immunity, дека ќе биде за целиот живот. А едни од другите работи што укажуваат на ова е тоа дека нема breakthrough case. Што значи тоа breakthrough? Пробоен случај, да се јави случај кај девојче било на времето кога се вакцинирало, кое што има лезија, значи цин, така, предракова лезија, или рак предизвикан од вакциналниот тип, тоа значи од 16 или од 18. Еве, мене ми се случи тоа, да доаѓа девојче кое што лично јас сум го вакцинирал и вика дека има тип 16. И мене не ми се верува тоа. Тоа може да е, меѓутоа може да е или контаминација, загадување, или да е грешен резултатот, што многу ретко се случува. Значи, и веднаш правиме во други две лаборатории, она излага дека е негативно. No. Фактички тоа значи дека имунизацијата против овие 7 онкогени типови, значи тие што предизвикуваат рак во 9-валентната, допринесува да огромна, значи популација, точно, фактички се спаси од такви промени и од панатамошно развивање на тие диспластични промени во рак. Меѓутоа се знаеме ни едно друго, да кажеме, од медицината што сме го учеле правило, дека за да имате адекватна заштита во популацијата, всушност треба да покриете што поголем дел од популацијата за овие детските болести, така наречени, кои што исто порано биле едни од главните причини за смртност кај новороденчињата, значи како дифтерија, тетанус, пертузис, нели што морбили така натака, па и големите сипаници што се сега ерадицирани, и полиомиелитисот и така натака. Всушност е да се опфати повеќе од 90-95% од популацијата. Како се движи тоа вакцинирање и опфатот со популацијата во светот и кај нас и какви ефекти очекуваат тие во популацијата, например како во Австралија или ние тука во Македонија? Тоа што стално се споменува кога се збори за вакцината е тоа така наречената coverage rate или процентот на покриеност. Процентот на покриеност би бил добар да биде како во едно време во Југославија, кој што било со покриеноста со вакцината против туберкулозата, и да биде над добри 90, чак и 95%. Тоа значи да целото население скоро биде вакцинирано, што секако во овие модерни услови не е возможно. За жал, треба и да бидат покриени по новите проучувања
и машките, за да биде така наречено неутрал джендер вакцинирање, значи без разлика на полот машко-женско да бидат вакцинирани. Зошто? Заради што поголемото создавањето на што поголемата процент на покривање и во двете, и во машката и во женската популација, доведува до уште еден ефект, тоа е така ефектот на стадо или herd immunity. Значи, воколку имаме средба, значи, или сексуален однос измеѓу женско кое што е вакцинирано и машко кое што е заразено, нормално нема да може да има ширење понатаму на инфекцијата. Или обратно, така. Сите тие работи кажуваат дека колку е поголем процентот на покривање или coverage rate, толку е подобар ефектот, што е веќе почнува да се гледа постепено, не во инциденцата на ракот, али во огромен број, веднаш после 4 до 6 години се виде ефектот во појавата на генитални брадавици во Австралија, во Канада, во Данска, во другиве нордиски земји, каде што имаме добар coverage rate и каде што сите тие редовно примаат вакцини. И јас би кажал, ние бевме пионери на Балканот, кога се почна со вакцинацијата у 2009 година, значи субвенирана од државата, требаше да ја примаат 12 годишни девојчиња. Тој процент во првите години беше огромен. Дури еднаш кога достигнавме подобар процент од Соединените Американски држави заради нивната дискрепанца југ и север, дојдовме некаде до 66-67% покриеност. Меѓутоа, заради различитите работи, почна допаѓа процентот на покривање. Последните години сме паднати на некаде 40, 50, можда и една година имаме на 37%. За жал, меѓутоа, сепак и тие проценти даваат одредена заштита кај населението. Во Данска, во Австралија, може и во нордиските земји да очекуваме дека, како што кажуваат, да некаде на кај 2030-тите, 2040-тите, а да не збориме за 2050-тите години, ако иде така вакцинацијата, дека ракот на грлото на матката кај нив ќе се искорени. Зошто? Затоа што комбинација на вакцинирање со висок coverage rate и скрининг со HPV тест ќе ја направи таа болест да биде спорадична, како што се, да речеме, голем број на болести за кои што е откриена вакцината во минатиот век и била добра покриеноста. Кај нас на овие простори, да кажеме, на бивша Југославија и сето тоа, туберкулозата била во голем процент. Меѓутоа, со едни добра вакцинација и со задолжителната вакцинација, таа постепено почнала да се искоренува. Да. Не, тоа, мислам, ние сме го дискутирали ето многу пати, само за информација на гледачите, дека залагањето наше за вакцинацијата на младите, нели таа групата која што следна, да кажеме, со фактор ризик и од кондиломите и од појавата на диспластични промени. Меѓутоа и момчињата и девојчињата, еве сега веројатно со новата законска регулатива ќе се вакцинираат и момчиња и девојчиња и веројатно ќе имаме и 9-то валентна вакцина. Него овие земји што се поавансирани, да кажеме, понапред од нас, дури препорачуваат вакцинирање и во подоцнежната возраст, еднократно со една доза, негде до возраст, вакцината е востановена дека е безбедна и до 45 години на свое барање. Кое е вашето мислење за тоа? Добро, не се зборува тука за безбедност, тука се зборува за ефикасност и тоа се вообичаено се гледа на, малце интересно тоа што се гледа на фреквенцијата на сексуалните односи. Значи, факт е тоа дека колку популацијата е повозрастна, повеќе старе, да не кажеме старе, дека фреквенцијата на сексуалните односи опаѓа. Шансата за пренесувањето на HPV тоа е помала и дека практички стварањето и на некој природен имунитет, бидејќи тие имале претходно сексуални односи, е дека ќе имаат створено имунитет спрема некои од типовите на HPV. Така да
кост ефективноста и природното значење за да се вакцинира некоја особа е според први тоа пак FDA, значи Бирото за храна и лекови, вика дека до 45 година за мажи и за жени. А меѓутоа работата е тоа дека целата природна историја на сите ХПВ асоцирани болести е тоа дека мора да пројде некое време, значи мора да перзистира ХПВ-то, за да дојде до прво предракова состојба, а потоа до инвазивен рак. Тука збориме не само за рак на грловна матка, значи тука збориме за рак на вагина, рак на вулва, рак на пенис, рак на хеден нек канцерс или ракот на главата и на вратот и да кажем уште многу голем број пропратни болести кои што се голем социјален проблем. Тука спаѓа и можда ретката, можда ние мислиме дека е ретка, меѓутоа дека се јавува рекурентната респираторна папилометоза која што се пренесува од мајка на дете, значи вертикално така викаме, и безброј други ситни ентитети и болести кои што ги прави хуманиот папилома вирус. Во последните години, да се оддалеча малце од темата, меѓутоа е многу врзана со ракот на грлото на матката, во пораз се можда не заради тоа што не биле присутни во минатите децении, меѓутоа малигните болести на главата и вратот. Зошто? Затоа што имаме поусовршени методи за тестирање на ХПВ и порастот во земјите каде што се детектира, каде што се прави ХПВ тестирање на овие тумори, кажува дека дури од во минатото 20-30% што викале дека се предизвикани од ХПВ, сега се иде дури до 60-70% од раковите на глава и врат дека се предизвикани од ХПВ. Така да вакцинацијата може да биде од корист и за машката, и за женската популација, и тоа не само за рак на грлото на матката, него и за многу други ХПВ асоцирани малигни и немалигни болести. Тоа се повеќе се докажува и за тоа повеќе се инсистира на gender neutral вакцинирање, фактички да се вакцинираат двата пола. Сега со оглед на нови работи, рачунаме сега младата популација, ќе работиме на тоа да се вакцинира. Тие сепак треба да пројдат низ процес за скрининг и рана детекција. Така, независно од тоа што се вакцинирани, ќе треба редовно да се појават на гинеколог. Како би била кај нив, како би било алгоритмо, да кажеме, па и кај другите во однос, да кажеме, ако ПАП тестот се смени со ХПВ типизацијата. Кој е алгоритмот на нивните понатамошни исследувања? Значи, јас нема да кажувам за посебните, нема да кажувам за нашата стратегија која што за жал ние донесовме како Комитет за борба против рак и на грло на матката и како Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија уште во јули 2017 година. Туку ќе зборам за општите напори на сите, а најдобро е да кажам на Светската здравствена организација. Она се бори за тоа да до 2030 година бидат опфатени многу големи проценти, значи повеќе од 70, 90, 70% со што? Со ХПВ тест, со вакцинација и со третмани. Зошто? Затоа што кај тие кај што ќе бидат откриени предраковите промени треба да бидат и третирани, за да им биде практички спречен развојот на тие предракови промени во рак. А на крајот краиштата, превенцијата е и спасување на оние кои што се веќе заболени од инвазивен рак, заради тоа што на нив практички ќе треба да им се со третманот продолжи животот. Сега, кога ќе се земе тоа дека имаме две популации кои што ги согледува СЗО, а тоа се едните популации се оние жени кои што не се заболени од ХИВ и оние кои што се заболени од ХИВ, тука даваат они дека би било потребно да на 3 до 5 години се прави ХПВ тест од
некаде у некои земји од 19, некаде од 21 година до 65 години. А кај оние кои што се заболени од AIDS, од СИДА, онда на нив би требало по-често да им се прави. Зашто? Затоа што нивниот нарушен имунитет прави да болеста побрзо прогредира. И тоа се препораките. Вакцинација нормално, да се вакцинира што поголем процент. Ние не знам дали можеме да го постигнеме тоа, меѓутоа треба да се стремиме кон што поголем coverage rate. И трета работа е да имаме во секој момент онаја преканцероза пред се што ќе се појави. Зашто? Затоа што во случаеви кога имаме тест што открива преканцерозија, се намалува бројот на откриени ракови, ќе ни требаат повеќе да имаме капацитет за третирање на преканцерозите. Така и се случува во сите земји. Ракот на вистина по процент, иако реалниот апсолутниот број се зголемува, сепак соодносот е зголемен во вид на откривање на преканцерозите. Имало јас имам едни стари податоци за Република Македонија пред 1992 година, имало 2 пати повеќе инвазивни карциноми него преканцерози. И сега нормално се откриваат порано. Да, значи се има 2 пати повеќе преканцерози него што има инвазија. Малце да ги фатиме и тие, затоа што досега зборевме поише за превенцијата и детекцијата. Што ако се фати ракот на грлото на матката и во рана фаза, кои се опциите за третман и што значи тоа за идниот живот на пациентот? Значи, тоа значи дека со новиве методи успешно излекување, значи методите на излекување се сега најпрепоручана метода, да им објаснам на гледачите, од страна на сите федерации, значи од Европската федерација, од Интернационалната федерација, дека треба, ако некоја болница работи, значи ваков третман или онкопрофилакса на ракот на грлото на матката, дека повеќе од 85% треба да бидат направени со така наречена електрична омча, или, како што викаме ние, Large Loop Excision of Transformation Zone, или скратеницата е LETS на англиски, или LOOP, омча. Зошто тоа? Затоа што таа е најрентабилна метода, заради тоа што таа метода не носи многу последици за понатамошните бременности, најмалку кога ќе се спореди со другите методи, и заради тоа што може многу лесно да се аплицира и апаратот може да се најдат и за многу малку средства да се купи тој апарат и да се организира да се спроведуваат тие третмани. Сега постојат и други софистицирани начини, аблативни, како што е ласерот, и тој се препорачува обично кај оние кои што не раѓале и кај што имаат перзистентен low grade сил или низок ризичен цин, така. Меѓутоа, најдобрата превентива на секаде во светот е моментално со таа така наречена луп метода или LETS, и таа носи сигурност некоја дека кај таа жена, воколку не се зарази, пак доаѓаме до ХПВ-то, од друг тип на ХПВ, дека ќе биде излечена и дека нема да и се појави пак преканцероза или цин во 94 до 97% од случаевите. Оние кои што се јавуваат повторно се пред се заради тоа што жената не го доизлечува ХПВ-то, значи не зима додатни роборантни средства како што се витамини, минерали, имуномодулатори, и второ, заради тоа што е еден од најаките кофактори во овој случај, не е главен фактор, пушењето, тоест конзумирањето на било кој начин, пасивно пушење, активно пушење, џвакање на тутун, доведува до повторно појавување на болеста и до повторно настанување на предракова состојба или рак. За да ви кажам колку е тоа често, на наш материјал, на
Македонија, тоа е во рок од 10 години оперативно третирани 3180 жени, кај 113 си има повторно јавено во наредните години. И еден заклучок е тука, тоа е секоја што треба да им го кажуваме на пациентките, дека сите тие се пушачки кои што пушат повеќе од 10 цигари на ден. Значи, они или не се исчистиле од ХПВ-то, не настанал клиренс кај нив, така, или повторно се заразиле со друг тип на вирус и заради тутунот, заради никотинот и котининот, кој што го има во цигарите, дошло до повторна онкогенеза и дошло до повторно настанување на преканцероза или рак. Добро, значи, тоа сепак е кај една мала бројка, тоа е негде 4% од овие сите жени, значи 96%, доколку рано го откриат овој преканцерозите или карциномот, всушност е една мала, да кажем, оперативна интервенција на грлото на матката, која што ги сами спомнавте, веќе е рутинска, не е претерано скапа, всушност продолжуваат да живеат на некој начин нормален живот понатака. Точно така. Може да има дел нешто по репродукцијата и бременоста. И сега тука најважната поента е што најновите студии укажуваат дека е најубаво дека веќе веднаш после направената операција, значи лецот или некој вид на аблативен третман или конизација, така што викаме ние, дека тие пожелно е да се вакцинираат. Да. Така да тој процент мал на рецидив кој што би можел да настане и тој биде доведен до некои минималистички проценти на рецидив кој што и не мора да настане. Тоа вака и здравствено и научно има и како многу приврзаници, сегашните нови препораки се во таа насока. После интервенцијата веднаш да се вакцинираат тие пациенти. Дали воопшто треба жената, пациентката треба да стане негативна на ХПВ за да се вакцинира? Научните студии, значи повеќето од нив вика дека нема потреба. Зошто? Затоа што оваа вакцина е профилактичка. Тоа што станало во клетките, просто објаснето, ќе треба постепено да си заздрави, значи да настане клиренс, да се чисти. Нема и сами рековте, имунитетот создаден со вакцината е многу кратно појак 10 до 12 пати од и природната инфекција, така да она ќе создаде нов имунитет за да се спречи следната реинфекција. Сега останува најтажната, да кажеме, група, тоа се оние пациентки, за жал, што во Македонија ги има многу. Тие ќе завршат со репродукција, значи ќе се породат 1, 2, 3 деца и после мислат дека тоа е завршено меѓу нив и гинекологот и не се појавуваат со години, 5, 10, 15, 20 години и за жал кога ќе се појават веќе се со симптоми и со напреден стадиум на карцином на грлото на матката. Како тука се прави, да кажеме, како се определува точната диагноза и колку, да кажеме, и кои од овие пациентки всушност имаат бенефит од операцијата, значи е корисно за нив да бидат хируршки оперирани, или кои се оние кои што би требало да преидат на други методи за да на некој начин успеа да го продолжат животот, затоа што обично за карциномите, за ракот зборуваме за години на преживување, колку процент од пациентките после 5 години всушност ќе преживеат, а колку ќе за жал во меѓувреме починат од пациентките. Како се прави таа селекција кога ќе дојде пациентка со инвазивен карцином? Јас малце ќе вратам порано, за да го објаснам ова, малце и во временски порано, а и во механизмот на онкогенезава, а тоа е дека веќе се јавуваат студии, иако ХПВ тестирањето на некој друг начин, значи не е со ДНК, се почнато негде кон крајот на 80-тите, 90-тите години, значи првите изолирања на 16 и 18 се направени ствари од Цурхаузен. Меѓутоа, она масовно сериски во научните институции и популационо тестирање веќе почиња покасно. Меѓутоа, дури сега доаѓаат тие интересни студии кои што не сака да дојдат до едно откривање кое е тоа времето од иницијалната инфекција
до настанувањето на преканцерозите и на ракот. Тоа они го викаат dwell time. Тој во едни од студиите и метааналитички и у самата студија вика дека се движи некаде од 4-5 години до 25 години. Меѓутоа, кога ќе се пресмета имперфектноста на скринирањето со цитологија и кога ќе се види дека не е правено на секаде ХПВ тестирање, се доваѓа до заклучок дека они самите во студијата, една добра студија од минатата година, дека можда да е тоа време некаде од 3,5 години до 17-18 години. Што значи? Тоа збориме за средни времиња на популации кои што добиле рак инвазивен. И што во нашата пракса, иако тоа не е нешто што е статистички докажано, ние можеме да кажеме дека жена која што на повеќе од 3 години или 4 години не направила ПАП, значи тоа е веќе застарено, или на повеќе од 3 години не направила ХПВ, можно е да има не само високо ризична лезија ЦИН-2, ЦИН-3, дури и рак на грлото на матката. И тие кои ќе дојдат со таа болест, може да биде во рани стадиуми, значи може да биде во стадиум 1А, 1Б, може да биде во стадиум 2А, тогаш болеста е од почетокот ограничена само на матката, на грлото на матката, а веќе границата помеѓу 2А и 2Б означува дека таа почнува да се шири во околното ткиво или параметралното ткиво, и тука во тоа ткиво имаме голем број на крвни и лимфни садови, од каде што болеста пропагира метастатски во различните делови на телото. И тоа е уште од многу големо минат, уште можда пред 90 години го имаат увидено операторите, претежно тие се австријци и германци, и сето тоа дека случај кој што е напреднат да се оперира, тоа значи дека болеста се расева. Значи најдобро и сега по протокол е тоа да жената, како што викаме ние, да биде операбилна до стадиумот 2А. Тоа да појасниме се, пошто ние со стадиуми докторски работиме, меѓутоа тоа значи ако е карциномот само во грлото на матката и не е навлезен во другите структури, теоретски они имаат корист од операцијата и од понатамошни други методи, меѓутоа ако тој веќе се прошири во околното ткиво, тогаш е во најголема корист на пациентката да не се оперира, односно да преиде на други методи на лекување. Точно. Значи тука имаме веќе усовршени форми на радиотерапија, на зрачење и додатна хемотерапија. Зошто се дава? Ја пак ова едноставно го објаснувам. Зошто? Заради тоа што ова не е за доктори, меѓутоа е за широка популација. Ако ракот се шири од грлото на матката постепено во регионот каде што е, зрачењето е усмерено и на тој регион дава некој процент на големо уништување на малигните клетки. Така? А ако имаме од тоа делче, од тој малигни материјал кој што влегол во циркулацијата и отиде некаде подалеку, значи по лимфната или по васкуларната циркулација, тогаш давањето на хемо, на некои, тие се мали дози, не се како кај ракот на јајниците, помага да и тие бидат уништени и да се зголеми тој така наречен термин периодот на преживување. Како доаѓаме до тоа да установи медицината, со кои методи установа дека таа пациентка, например, има далечни метастази во други делови, кај што веќе ни зрачната терапија не помага? Предоперативната диагноза е малце сврзана со и субјективизам на тој кој што ја прегледува. Значи, тука доаѓа прво бимануелен преглед или ректален преглед и вагинален преглед. Меѓутоа, методиве сега кои што се усовршуваат се почнувајќи од оној кој што влегува во протокол, тоа е магнетната резонанца. Порано додека не било, тоа било и компјутерот,
Сега дури имаме и методи кои што се многу скапи, не се внесени во протоколите, али тука се ПЕТ, значи позитрон емисионата томографија и ултрапетот, кои што можат точно да видат дали има сомнителни малигни жлезди. Меѓутоа, како што иде медицината понапред, се доаѓа до тоа да можда постепено со некој антигенски материјал кој што ќе се внесува или некои маркери ќе може да се увиди или да се сними предоперативно дали имаме малигни жлезди, што значи дали има пропагирање на болеста вон регионот, тоа значи метастазирање и тоа значи повисок стадиум. Една од методите сега кои што се употребува кај другите ракови е така наречена Sentinel Lymph Node, каде што еден вид на флуоресцентна боја се вбризгува во туморот, се чека некои 30 на минути и потоа се гледаат жлездите во темниот абдомен или на осветлување како флуоресцираат и таму кај што има највеќе задршка на тој индоцијан грин, тоа е бојата зелено-жолта, практички тука можеме да видиме дека е акумулацијата можна на малигниот материјал и дека тука се работи за позитивна жлезда која што се вади, се праќа, само тоа, значи не се прави вадење на сите жлезди, значи тука имаме зголемување на компликациите ако се вадат сите жлезди и врз база на патохистолошкиот навод се гледа дали таа болест на вистина е напредната во стадиумот. Тука тоа веќе се аплицира на ендометриалниот карцином, на вулварниот карцином, се уште се зборува за ефектноста на кај цервикалниот карцином, меѓутоа голем број институции дури и ги екстемпоре, тоа значи во текот на операцијата, проверуваат дали има жлезди кои што се позитивни, викаме на малигна болест, и од тука натаму се решава и начинот на исходот на операцијата и се решава за начинот на терапијата кој што ќе биде. Со тоа што мора да се каже дека веќе над 2B дека процентот на преживување, значи тој survival rate многу опаѓа. Така да веќе стадиуми кои што се 3А, 3Б и сето тоа преживувањето е многу опаѓа во однос на тоа да ако болеста се открие во првиот или евентуално во втори А стадиум. Значи, да резимираме во суштина, сепак оној основен скрининг преглед и новото со ХПВ типизацијата, ХПВ вакцината, всушност превенирањето ќе спаси една огромна бројка од пациентките. Имаше некои студии во Австралија и во Америка дека 9 од 10 фактички пациентки заболени со цервикален карцином нема да бидат болни веќе во иднината, ќе остане само 1/10 која што од X причини се уште ќе биде, да кажеме, обработувана, меѓутоа на ниво што е блиску, како што спомнавте и преска, до ерадикација. Во претходните разговори околу вештачката интелигенција исто се спомна незината употреба и во диагностика и во давањето на таргет терапијата. Има ли тука некои нови сознание како може и таа да помогне во однос на диагнозата, да кажеме, и третманот на овие карциноми? Вака може малце дигресија да направам. Вештачката интелигенција длабоко навлегува во многу методи. Едната од методите, така наречените користење на биодата, имавме еден одличен докторат на, не ја викам ја колешка, затоа што не е колешка, таа стана на 27 години доктор на науки, преку така наречениот проект Апачи, каде што може да преку вештачка интелигенција обработка на податоците да се види дали има расна нееднаквост на примените случаи во ургентните центри во Америка. Значи, наша, тука, која што е завршена на дипломиран инженер на електро, докторира тука, заедно со меѓународни учествувачи во одборот на тоа. И јас при таа погода, бев почесто што сум член на таа комисија, увидов дека артифицијалната интелигенција многу помага
во решавањето на медицинските случаи. Кај нас за ова имаме една од принципите на артифицијална интелигенција кои што се употребуваат е при колпоскопијата. Што значи тоа? Дека артифицијална интелигенција ќе го согледува лезијата врз база на колпограмот на сликата и може да каже дали практички со голема точност се работи за навистинска предканцероза или не се работи за преканцероза, со додатоци на различити бои. Значи, така речена хроматоколпоскопија. Потоа, во одредувањето порано на цитолошките препарати, сега тоа веќе станува обсолентно, голема улога имаше компјутерот кој што гледаше многу полиња и можеше да каже дали има диспластични клетки. Тоа на тој начин артифицијалната интелигенција кажува ја усовршува цитологијата. Трето, една од најголемите действија е тоа што оперативните третмани ќе почнат пополека да се работат со помошта на интраоперативни оценувачи на ткивата кои што ќе ни кажуваат практички интраоперативно дали тука ние работиме со малигно ткиво или не работиме. Да не збориме, затоа што тоа не е артифицијална интелигенција со робот Да Винчи операции, кои што се прават со помошта на манипулатори, а практички пациентката може да биде во друг град или на друг континент сместена. Значи операторот да биде во Париз, а операцијата пациентката да се одвива во Америка. Тоа е можно и е веќе направено со Да Винчи системот. Меѓутоа, целата работа иде на тоа дека иднината ќе биде со откривање на уште поусовршена вакцина, која што практички ќе го штити против геномот на хуманиот папиломавирус, нема без разлика кој тип на ХПВ, веројатно, можда ќе има и се работи на откривање на вакцини кои што се лечат практички. Се дава вакцината за да се излечи ХПВ-то, и тоа има. И една од другите работи е можда и тоа не спаѓа више у доменот на хирургијата и на гинекологијата и на кујшеството, е да имаме со имунотаргет терапија и како што кажуваат некои од помладите генерации, можда како ние што ги сметаме тие на крајот на 19-тиот и 20-тиот век, кои што ваделе цели органи заради една почетен карцином или заради сето тоа, дека тоа називот како касапење, дека нема да го има, практички ќе биде лечењето на карциномот со вбризгување на една инекција која што ќе го таргетира ткивото, кој што претходно ќе биде имунобележено од страна на некој друга како се вика средство кое што ќе таргетира и нема да има практички ни операција. Нема да има потреба од операција. Сето тоа е иднина на кое што се уште се испитува и се уште отстранувањето на малигното ткиво и премалигното, нели во овие случаи ексцизија, е основа на протоколот на третманот. Ако не ги забораваме вакцините кои што се во ствари не се третман, него се профилакса. Да, идеално би било сепак како и за сите овие други болести, кои што за жал невакцинацијата во општеството покажа дека многу лесно може да се вратат, а се условно речено искоренети претходно со долги години имунизација на децата, фактички главното према кое што сега медицината знае и може да се движи е тоа вакцинација на момчињата и девојчињата додека се млади и на тој начин, да кажеме, спречување на нивната лична болест, односно спречување на ширењето на вирусот во општеството. Јас мислам дека многу исцрпно сите точки од 0 што се вика до 100 ги покривме во овој подкаст. Едино не знам ако нешто сум заборавил, пошто сте пак сте вие експерт, може да има уште нешто што сакате да докажете. Јас би сакал само да кажам на крај дека потребна е голема масовна едукација. Потребна е да се каже дека веќе го има голема потреба во введување на ХПВ тестот како примарно средство, со тоа што
не е тоа добро само за жената, за поединецот, за таа кој што е можна да добие рак на грлото на матка, тука е добро и за општеството. Зошто? Заради тоа што се штедат пари. Еден од големите научници кој што не е гинеколог, не е хирург, тој е епидемиолог, статистичар практички, од факултетот за математика во Белгија, кажува дека и 3 ХПВ теста се поевтини од еден ПАП тест. А знаеме дека тоа е за нијанса, поскупе, така секако. Меѓутоа тоа го кажува со сите останати последици и сите останати трошкови што ќе настанат во колку се открие или преканцероза или рак инвазивен на грлото на матката. Така да општеството, тоест државата, треба да се стреми кон тоа кое што има најголема докажана не само ефект, него и кост-бенефит. А од друга страна, вакцинацијата би требала да биде промовирана на практички на сите телевизии, како во другите земји, за да се знае дека таа има огромна ефикасност, дека нема контраефекти и третото да се спречат сите тие различити зборења и еве сега пред неколку месеци на конгресот во Фиго видов една слика на војска како качена на коњи во крајот на 19-тиот век, практички се борат против некоја група на луѓе, мажи и жени, и тие ми кажува дека тоа е така наречената антивакцинална побуна против сипаници, затоа што тоа население помислило дека децата ќе умрат од вакцините и од сето тоа во 1896 година во Монтреал. Значи, такви работи треба ги оставиме на минатото и треба да се следат научните достигнувања. А научните достигнувања кажуваат дека вакцинацијата против ХПВ е онаа кој што спасува живот и ќе спасува животи во иднината. Да, па еве и ние како здружение, да кажеме, и преку сите овие подкасти за едукација, вклучително и овој што се однесува на цервикалниот карцином, апсолутно стоиме за ставот дека, мислам дека сите гинеколози у Македонија, можда со ретки исклучоци, стојат на ставот дека вакцинацијата е правото решение за еднината, а за сегашноста сепак поголемиот опфат со скринингот и со раната детекција. Точно така. Да. Ви благодарам многу на ова интервју, беше задоволство. За поканата и треба да се продолжи со овакви подкасти. Пријатно.